The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Тоа беше ветувањето на американскиот председател Доналд Трамп дадено во 2017 година. Во понеделникот неговата администрација ветувањето го направи реалност и официјално ги извести Обединетите нации дека Соединетите држави ќе се повлечат од Парискиот договор од 2015 година. Тоа е првиот официјален чекор во едногодишниот процес за излез од глобалните напори против климатските промени. Во обид да ја зајакне американската индустрија за нафта, газ и јаглен, Трамп вети дека ќе се повлече договорот бидејќи тој представува товар за американската економија. Соединетите држави, кои се најголемиот загадувач со стакленички гасови во светот, ќе бидат единствената земја надвор од договорот. Писмото на Стейт департментот до генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го започна часовникот на процес што ќе заврши еден ден по претседателските избори во Соединетите држави во 2020 година, на 4 ноември. Групите за животна средина соопштија дека се надеваат оти Трамп ќе биде поразен од неговиот ривал и оти Соединетите држави повторно ќе му се приклучат на Парискиот договор. Веќе еден месец Калифорнија се соочува со серија деструктивни шумски пожари, а повеќето научници ваквите стихии ги објаснуваат со климатските промени. Една од нив е и климатскиот научник Арадна Трипати, која предупредува дека станува збор за нова нормалност. Beyond a doubt, this is the new normal because of climate change. Околу 200 држави го подпишаа Парискиот договор, според кој секоја земја поставува цели за намалување на емисијата на штетни гасови кои водат до климатските промени.